повечер со топ тема. Пратениците се вечерва на потек, кој ќе биде за, а кој против собранието да се распушти. Последната информација е дека можно е седницата започне дури во 22 часот. Во меѓувреме евродипломатите даваат последна шанса, ако нема избори на 24-ти, тогаш кој би бил датумот за изборите. Последната информација е дека американскиот амбасадор Джейс Бейли влегол во седиштето на ВМРО-ДПМН, значи се уште траат тие интензивни преговори, особено со оваа партија, околу евентуалното одредување на датумот за избори. СДСМ со услов, ако нема собрание, нема ниту нашите министри повеќе да учествуваат во владата. ВМРО тактизира, меѓутоа последната информација од Емил Димитриев, сегашниот премиер, е дека техничката влада се составила само за да организира избори, бидејќи нема избори, нема потреба од техничка влада. Ова се последните информации, меѓутоа и многу калкулации и анализи вечерва се во оптек, а ние можеме само за тоа да зборуваме затоа што немаме се уште конкретни информации. Затоа вечерва во студиото со мене се аналитичарите Владимир Божиновски, добре дојдовте. Господинот Ибрахим Мехмети, ви благодарам и вие што присуствувате на дебатата. Господинот Дане Талевски, и драго ми е што ве уловивме оваа недела кога сте во Скопје да видите дел од топ тема. Драго ми е што можам да бидам тук. Затоа што сте во град, да. Обично. И професорот Имер Исмаили, исто така аналитичар од Тетовскиот универзитет. Ви благодарам и вам што дојавте од Тетово. Господоно, што вечера, еве како што кажав, ние можеме само да дебатираме за нешто што се уште немаме цврсти информации и одлуки. А тие одлуки после изгледа ќе бидат доцна вечерва, некаде околу полнок, доколку толку доцна започне собранието. Неизвестно е што се случува, известна е само иницијативата на ДУИДП за отповикување на одлуката за распуштање на собранието. На неа се подпишаа 27 пратеници, таа треба се стави во оптек доколку, значи, за да не се одржат изборите на 24-ти. Еве, Божиновски, кои се вашите проценки? Како би можело да заврши оваа собраниска седница? Со оглед на и од што најмногу зависи, според мене најмногу зависи од она што вечерва можеби сега во моментов Бели го договара со ВМРО. Добро, ние можеме само да дадеме определени, би рекол, анализи кои што се базираат на информациите кои што ги имаме до сега, но сепак на крај тоа се сведува на претпоставки. Никој не може да знае точно како ќе заврши, затоа што многу работи се во игра. Можеме да говориме околу тоа што би било најдобро или што треба да се случи, зашто треба да се случи, но некако мислам дека во овој момент се уште не можеме да кажеме што точно и како ќе се заврши оваа ноќ. Она што е известно, реков дека е иницијативата на ДУИНДП. Интересно е што иницијатива не поведе СДСМ за да се одложи одлуката за распуштање на парламентот, туку токму албанските партии. Како ова вие го проценувате? Па мислам дека ова значи на некој начин политички пораз за ДУИ, затоа што цело време се залагаше за да се задржи датумот кој што беше договорен и дека договорот не може да се промени туку така, односно да се одложи датумот на одржување на изборите. Ова промена кажува дека сепак нема толку цврсти ставови во своите политички чекори што ги прават одлуки и дека во стварност нивните одлуки се предвидливи. Од друга страна можеме да кажем дека е ова и очекувано затоа што не само ДУИ, туку и ВМРО, не верам дека било која наша политичка партија има толкава моќ политичка да се спротивстави на една таква одлука, затоа што не се работи за совет, туку се работи за став на еден ентитет кој што беше дел од договорот. Значи американците и европејците не се туку така само испратили некоја порака, туку не беа вклучени. Штом се вклучени, имаат право и да дадат своје мислење. И сега прашање дали тоа мислење ќе се прифати или ќе се одбие. ДУИ и ВМРО има свој став и принципијално може се каже дека не може туку така да се обвинат дека биле во грешка, затоа што има договор подпишан и од другите актери во ова. Меѓутоа, реалноста е таква да понекогаш мора да се прават компромиси и овој компромис може ќе биде малку непријатен за нив, но верувам дека ќе се излечат ќе најдат начин да се излечат. Како вие го оценувате овој потек на ДУИ со оглед на тоа што тие дури и кажаа
А ако нема избори на 24 април, тогаш ние сме спремни да бараме нов договор, значи дополнување на договорот од Пржино. Сега за тоа се молчи, ниту бараат нов договор, остануваат на курсот на она што и вчера во интервјуто за Телма го кажа Джес Бейли, договорот од Пржино мора да се почитува и не само тоа, од Чекор понатаму еве бараат да се суспендира одлуката за распуштање. Добро, сега ние не знаеме точно што ДУИ, ДПА поради ова што го направиле, сега ќе добијат за возврат. Да, нормално во политиката тоа така функционира, нели? Но во принцип и како идеја уште од вчера јас барем можев да претпоставам дека ако дојде до ваква ситуација, ДУИ и ДПА ќе функционираат заедно и мислам дека е ова добар потез, мудар потез, државнички потез, може некого му звучи чудно ова, но покажа многу поголема свест државничка од СДСМ и од ВМРО-ДПМН. Ова го кажувам од причини што навистина ние можеме да зборуваме криза, конфликти, но Република Македонија навистина е сега во длабока криза и не криза во еден сегмент од општеството, туку во готово целиот систем не функционира. И одлуката што ја направи ДУИ и ДПА, не верувам дека тоа била координирана, во тоа се сомневам дека тоа го координирали тие сами, но тие добиле препораки, да не кажам наредби. Некој ја координирал. Да не кажам поточно наредби од меѓународниот фактор врз основа на кои принципи тие градат своја политика во Република Македонија, нарочито ДУИ, и врз основа на тоа, уште од вчера, јас претпоставував дека ДУИ ќе оди на ова, дека ако е став на меѓународната заедница изборите да се одложат за било кое време, тие ќе го поддржуваат тоа. И не мислам дека ова погрешно. Погрешно е тоа што се создава еден амбиент во Република Македонија, дека ако не се одржуваат изборите на 24-ти, тогаш државата ќе пропадне. И сега, еве, имаме тензија денеска дека ако не се прави до 24 часот 00 тоа што треба, сега пак ќе биде смак светот. И ова не е точно. Ќе видиме што ќе се случува. Само момент, да завршам. Низ години назад се кршеа закони и устав и уставни одредби во Република Македонија и ова држава опстана. И ако се продолжи да се договорат во интерес на државата и за еден ден, 3, 2, една недела, тоа нема да оштети на Република Македонија. Затоа што законите и уставот треба да служат на граѓаните и на државата. А не тие да бидат пречка за граѓаните да дојдат некоја своја цел која заеднички. Да, јас ве разбирам, меѓутоа па и од друга страна и граѓаните се преуморни веќе од договарање и одложување. Талевски, како вие оценувате оваа состојба? Па добро, ја можам да дадам на перспектива како изгледа сето ова гледано од страна, бидејќи не престојувам поголем дел од времето од Македонија. Може би ќе бидам малку покритичен, може би некој нема да му се допадне тоа што го кажам, мене од страна гледано ми личи малку на циркус. И тоа ми личи на циркус, ова знаете, циркусот на Монти Пајтон, кај што ден во ден се влегува во поголеми апсурдности, неизвестности, некоја надреална ситуација. Се согласувам со вас дека нема да биде смак на светот ако не се испочитува одлуката. Грешката беше што воопшто донесена таква одлука со одложено дејство за распуштање на собранието и дискутабилно е тоа правната процедура колку било оправдана или не, али сега тоа е тоа што ја создава тензијата и теснецот. Ако не се испочитува дополно, тогаш имаме прекршување на уставот што нема да биде прв пат, што ќе биде уште една потврда дека во оваа држава се е циркус. Значи, тука уставот и законите во овој случај не се пречка за граѓаните, туку се злоупотребување, односно прегазување од политичките елити и лидери, наместо да создадат еден демократски амбиент и една институционална рамка во која што граѓаните ќе можат да се чувствуваат стабилни и сигурни, тие максимално ги злоупотребуваат за нивните потреби. Мислам дека во овај, како што кажав, циркус Македонија веќе не се знае ни кој јади, ни кој пие, се знае само кој плаќа. Плаќаат граѓаните, плаќаат една голема цена и како во ден се поосиромашуваат, не гледаат тука веќе никаква перспектива и се почесто
одлучуваат и заради тоа да се иселат. Сето ова што се случува не создава само психолошки притисок врз граѓаните, туку сериозно ги ограничува можностите за една нормална политичка разврска, за нормално функционирање и за развој како и индивидуален, така и целокупен. Божиновски, она што е инспирација, да ви кажам, за ве викнам во емисијата, беше вашата вчерашна изјава која дадовте за Телма, во која велите не е ништо спорно ако изборите се одржат во 2017 година заедно со локалните избори. Тоа ми даде некако за право, можеби да размислам дека ВМРО веќе размислува за две варијанти. Едната или да иде на избори што поскоро сега, или пак навистина да ги одложи за до локалните. Меѓутоа, она што го дополни ваквото размислување, ставот на Емил Димитриев, премиерот, кој вели оваа влада веќе треба да се повлече, да е техничка и нема потреба да постои. Од друга страна, во оставката на Груевски се вели дека таа негова оставка е ефективна 100 дена пред изборите. Бидејќи ВМРО се клучот сега, не џабе Бејли е таму во моментов, што мислите дека тие ќе сторат? Не велам дека сте во корелација со нив, меѓутоа, еве, ако најголемата дилема е што ВМРО во моментов ќе стори, ќе се сложи на избори на 5 или на вистина ќе го тера до крај на што го замислиле. Да напоменеме, сами се сега ги нема ни ДП, ни ДУИ како сојузник. Добро, видете, значи ставот до петокот беше и на ДУИ и на ДПА дека избори треба да има како што е договорено упржен. Кој што беше еден принципиелен став, се додека не отидува во американската амбасада и после, нели, како и многу пати го сменија ставот. Го имаме тоа и во други прилики. Друго е проблемот. Ја вчера кога говорев, јас се обидов да дадам некаква перспектива што би можело, кој би бил излезот од сето ова. Значи, едноставно, тие три опции кои што се на маса. Првата опција е да има избори на 24 април, како што беше договорено уште на 2 јуни, односно потврдено на 15 јули. Втората опција е да се пролонгираат, но доволно кратко, за да на некој начин може тоа ВМРО ДПМН да го, условно кажано, го проволта. Тоа е доволно кратко, дали опфаќа до 5 јуни или уште пократко? Видете, тој датум се врти во изминативе 2 до 3 месеци, 5 јуни, и затоа хипотетички го ставивме 5 јуни као финална точка, после која мислам дека више све ќе биде безпотребно, односно да се преговара за некакво кратко одложување. После 5 јуни веќе ништо не е кратко. Значи до 5 јуни. Но тука се појавува уште еден проблем. Ако СДСМ не го испочитува датумот кој што беше потпишан и изгласан на 2, односно на 15 јули, зашто сега би го почитувала повторно 5 јуни? Зашто да, например, не знам, тамо некаде во април, пак им текне нешто дека има некаков, не знам, проблем, требало овој да се исполни, требало да се праша ДИК, требало да се праша, не знам, кој повисоката власт или некој за кој што не знаем. Се ова хипотетички. И она трета варијанта која ја размислував беше токму тоа. Ако навистина треба време за да се довршат одредени работи, зошто тогаш да се брза? Значи, нека си бидат избори, така ќе уштедиме пари. Нека си бидат, локалните се за една година од сега. Меѓутоа условот да се врати Груевски на власт? Се разбира. Инаку ќе биде она што го тврдев и ја и многу други, дека целта на СДСМ е да дојде на власт без избори. Техничката влада е токму тоа, ако се пролонгира таа техничка влада, си има технички министри, они ќе се бидат срекни. Добро, тоа денеска поднесоа Македонија ќе биде несрекна. Ама они поднесоа условна оставка, така? Што е тоа условна оставка? Ако нема избори, они пак ќе се бидат министри, така? До кога? Не знам, ќе видим. Така да, доколку се сложат, тогаш ќе има време, буквално ќе може избирачкиот список, човек по човек, ние можеме тука заедно да трнеме и мислам дека за година ќе успееме да ги провериме сите луѓе. Првата работа и втората работа ќе може на рад да се дискутира околу законот за медиуми или односно законот за телевизија, бидејќи токму телевизиите ги погодува највише. И едноставно не може да се очекува дека за 2 или 3 дена може да се донесе толку, би рекол, круцијален закон, особено за телевизиите во Република Македонија. Така да тоа, значи, на тој начин ќе се релаксираат тензиите, ќе има доволно време, но се разбира, владата мора да се функционира во целосен капацитет. Ова, Дане, до сега велевме СДС е тој фактор кој постојано нешто пролонгира, ама сега со овие па ваши размислувања како да ВМРО
бити или не бити, или утре, или да добие на време. Зошто, например, еве, до себе беше и нејасна и позицијата на СДСМ и уште нејасна во однос на калкулирањето со датумот и нејасноста што се е потребно за да се исполнат условите за тој датум. Меѓутоа, од друга страна, факт е дека меѓународната заедница процени дека нема услови за избори со ваков избирачки список и со немање договор за медиумите. Дали СДСМ може сама, што се вели, да си влезе во уста на овој начин? Видете се, мене не ми е јасна позицијата на СДСМ, како што Владимир тука не ја представува ВМРО-ДПМН, ја не ја представувам тука СДСМ, нит пак зборувам во нивно име, ни пак хипотетички можам да предвидам што ќе прават, но не би се сложил дека сега тие нешто изволјаваат, дека не сакаат да излезат на избори. Објективно има нецелосна имплементација или нема доволна имплементација на што беше договорено во Пржино. Не се согласувам дека е доволно да се дадат 2 години, дека во тие 2 години или 3 нешто ќе се смени ако нема промена на начинот на кој што се преговара, се договара и се имплементираат договорените решенија. 6 месеци има политичките партии да разговараат, преговараат и да се договорат за закон за медиуми, за прочистување на избирачки список, за составот на ДИК, и сето тоа беше блокирано, обструирано и доцна имплементирано. Затоа ние се најдовме во оваа ситуација. Не дека претходно немаше време, и во 20 години во иднина на ВМРО-ДПМН на Груевски може да му одговара оваа ситуација. Каде што ќе блокираат, нема да дозволуваат имплементација, ќе прават се што може да се обструира основата на договорот од Пржина, тоа е Македонија да се извене на еден демократски пат и да се направат некакви реформи. Еден од показателите, например, од договорот од Пржино е да има раздвојување помеѓу партијата и државата. Груевски делумно тоа го испочитува. Тој го почна трендот со условени оставки, но се ефектуираше неговата оставка, а после тоа видовме дека продолжи да се однесува како премиер во сенка. Во седиштето на ВМРО-ДПМН свикуваше практично седници на влада. Ај што ги викна министрите кои што се дел од неговата политичка партија, таму седеа до него министри од коалициони партнери, дискутираа на пример со министерот за земјоделство што не е од партија, што не е од ВМРО-ДПМН, туку од коалиционен партнер, некакви нови хипотетички програми и проекти кои што ВМРО-ДПМН ги правила. Значи тоа покажува, имате слика тука покажува што значи целосно спојување помеѓу партијата и државата. Тоа не е направено во наредни 2 години ако се ова статус кво што би рекол Даме Груев, овој ужас без крај ако продолжи, верувам дека таквите практики на лошо владење и вкоренување на партијата и државата ќе продолжат. Така да треба да се расчисти оваа ситуација, но мислам дека не е добро да се одложува премногу одржувањето на изборите, но факт е дека не е тоа СДСМ дека го бара и дека сите релевантни меѓународни фактори го потврдија, нема се уште услови за регуларни, фер демократски избори. Тоа дека не се прочисти избирачкиот список, да се средат медиумите, контролната функција како на јавните институции, така и на Државната изборна комисија да зајакне, нема да има. И добро е тие предуслови да се направат што е можно побрзо. Ако може тоа да се направи до 5 јуни, тоа би било одлично. Она што исто цело време е во оптек, зошто ВМРО бега од 5 јуни, а зошто пак СДСМ бегаше од 24 април. Во меѓувреме светот се сменува што се случува вечерва со поднесувањето на иницијативата од ДУИДП. И уште една варијанта е во оптек. Можно ли е ново парламентарно мнозинство? Значи, мислам дека ова станува веќе комично. Ова целата дебата околу датумите и за тоа кој е колку поверен до тоа што е договорено, кој е помалку верен, па што правил на овој состанок, тоа е веќе смешно. Ние знаеме дека Ал Гор, например, имаше повеќе гласови од Буш, па сепак призна дека Буш стана председател затоа што така системот налага, така договорот. И уставот е некој договор. И договорот од Пржина е договор, така? И тука имаме повеќе страни, сите се договори околу нешто, дека ќе биде 24, тоа го стави и во законот. И сега, секогаш може да се оспори. СДС оспорува 24 април, ВМРО, зашто да не може да оспори 5 јуни? Да рече, не ни се допаѓа, сакаме 6 да биде. Или сакаме 2017 година, како што кажа господинот Божиновски. Значи, поентата во тоа дека
кога се договара страните треба да има доверба. Овде очигледно се работи за огромна недоверба. И за исто така мислам дека уште повеќе се работи за нескриена желба. Може они мислат дека е скриена, но сите гледаме дека се работи за нескриена желба да се манипулира со оваа ситуација, која и да се искористи моментот кога е најповолен за некој од овие актери. И во овој случај мислам дека ДУИ ДПА, и тука ќе се сложим со господинот Имер, дека тие направија некој државнички потез. Ако гледаме од перспектива на жртва, да, они, и реков јас сам пишам дека они се губитници во оваа ситуација. Мислам дека и ВМРО и СДС ќе профитират од оваа ситуација, од ова што се случува денеска, а губитници ќе бидат ДУИ и ДПА, најверојатно. Но од друга страна, ако гледаме државнички, мислам дека они направија нешто што е многу повеќе од ова што го прават, да речеме, двете македонски партии. Не сакам да се постави на ниво на албанци и македонци, туку едноставно како политички партии. Зошто е тоа така е друга тема. Кој датум е најдобар? Мислам дека не постои. За сите 4 партии е идеален датум. 24 ќе беше добро да се оствари. Очигледно дека не може тоа да се случи, бидејќи да речеме петата страна која што беше вклучена во договорот кажа дека не е договорот окей, добро, другите можеше да се дебатира, меѓутоа ние знаеме дека како стои работа, дека нема дискусија кога меѓународната заедница ќе каже нешто или се прифаќа или се одбива. Во случајот мислам дека немаше избор и верувам дека и ВМРО тоа ќе го свати, освен ако не се оди на инат. А тоа е можно бидејќи од изјавите што ги слушнавме овие денови, значи од овие особено на релација СДС ВМРО, можно да се оди на бесконечен инат. Ќе видиме дали ќе им го скршат инаетот вечер веќе. Мислам дека Македонија ќе биде најголемиот губитник. Повелете. Само да се надоврзуваме со... Мислам дека треба да се вратиме во суштината на проблемот. Последната надворешна посета што го имаше премиерот, сега бившиот премиер господин Груевски, беше во САД, нели? Една од точките кои произлегува од тој состанок со подпредседателот на Соединените Американски држави беше дека воопшто не е битен и не се битни датумите. Туку едноставно треба работите да се доведат во ред, сите да бидат задоволни и има еден консензус помеѓу сите чинители, политички, институционални и така натаму, и датумите воопшто не беа во тема на тој состанок, што подразбира, дека се надевам господин Груевски го прочита тоа, дека тоа воопшто не е битно, што не е битно ни сега. Мислам дека датумите стварат проблем во оваа ситуација. Зошто? Ако се имаче во предвид релациите кои ги имат СДСМ со ВМРО ДПМН. Ако воспоставуваме датум, едната страна ќе бојкотира, ќе шантажира, ќе направи обструкции, за да се дојде до еден елемент, факт, кој ќе не доведе до избори, другата страна ќе го направи истото. Немање датум точен ќе ги мобилизира и двете партии, односно 4 партии, да најдат решенија кои на крајот ќе бидат во интерес на вкупниот... Меѓутоа, немање датум значи дека можеш и на редовни избори да се оди, ако се направи како што треба. Сепак, треба да бидеме искрени. Берам кон самиот себе. Јас сакам да видам искрено кон самиот себе. Сето ова што се случило до сега беше само техничко, технолошки да ја наречам. Значи, сите потези беа од карактер на формално правен. Суштинските два проблеми кои доведоа до оваа криза, каква што ја имаме сега, која не е безнадежна, пак ќе повторам, не е, и ќе помине 24 часот сега, пак ќе биде утре, и утре пак ќе продолжа да се договара. Проблемот на ова владење, по логиката и по информациите што ги има СДСМ, била затоа што на списоците, кога имало избори, имало големи манипулации од ВМРО ДПМН, тоа се покажа по медиумите и по тоа овие снимките.
Значи, суштината на проблемот, што ние веќе разборуваме, се е манипулацијата со избирачките списоци, односно со гласањето. И сега, ако тоа не го решаваме и сите да бидат задоволни, незадоволни во смисла формално правни, тогаш одиме на избори да решаваме проблеми. А кој проблем решаваме, ако практично ние влегуваме само еден проблем, го поместуваме со еден друг проблем. Затоа што на пролет најавите, барем јас имам намера да им верувам, пошто тие многу повеќе работат од нас и имат повеќе информации, ни престои тешка пролетна година, не само за Република Македонија, која е држава многу крка и така натаму, бегалци, тероризам, ИСИС и така натаму. Замислите сега, во ваква ситуација ти немаш институции на системот кои ќе работат барем со минимален капацитет. Значи, мислам дека со ова не треба тоа да се одовлекува на низ месеци. Но има место и за еден месец, и за два да се средат, списокот и медиумите да се решават и практично целиот проблем, целиот пакет врз основа на кој почна оваа криза, и тогаш ќе биде, се надевам, и ВМРО, пошто многу е битен фактор. Јас морам да ви напоменам дека сакам да се вклучиме во собранието за да видиме дали нешто има ново. Затоа ќе повикам режија да пушти реклами и потоа да ја побараме колешката Јулијана која се наоѓа во собранието да ни каже дали воопшто има изгледи во скоро време да почне седницата на парламентот или се чека додека не се изглади ставот помеѓу амбасадорот Бејли, односно меѓународната заедница и лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Продолжуваме со дебатата, но најпрво ја вклучуваме колешката Јулијана која се наоѓа пред собранието. Јуле, очигледно има ли нешто ново? Дали воопшто е закажана седницата, известно ли е кога ќе почне, па рано уште да прашам и како ќе заврши. Па остануваат уште 4 часа за клучната одлука дали собранието ќе се распушти или пак ќе се одложат изборите. Во овој момент председателот на собранието се уште нема закажано седница на која би се дискутирало по подесената иницијатива од страна на претеничката група на ДУИ за од повикување на одлуката за распуштање на собранието која подпишаа 27 пратеници, меѓу кои лидерите на ДУИ и на ДПА, Али Ахмети и Мендух Тачи. До председателот на собранието, значи се уште не се пристигнати ниту материјалите, така што неизвестно е каков ќе биде епилогот од вечерва. Со оглед на фактот што имаме голем број спротиставени ставови како кај владеачката партија, така и кај опозицијската СДСМ. Како што е познато, иницијативата на ДУИ за отповикување на одлуката за распуштање на собранието има две фактички предлог одлуки, односно солуции, од кои првата е дека нема датум за одржување на изборите, нема закажано датум, додека пак втората е со фиксиран датум собранието да се распушти на 7 април, а изборите да се одржат на 5 јуни. За ВМРО-ДПМН прифатлива би била опцијата да се прифати одлуката со закажан термин, додека пак од СДСМ велата дека тие нема да се потпишат, ниту пак да прифатат таква иницијатива која ќе се одржи датум за одржување на избори. Исто така во собранието се депонирани оставките на министрите и заменици министри од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, така што евентуално доколку не се одржи седница до предполноќ, председателот на собранието Трајко Велјановски е должен да свика седница за да ги констатира овие оставки, бидејќи тие беа условени со оглед на фактот што требаше да се види дали изборите ќе се одложат или не. Исто така, за да се изгласа, односно да се донесе одлука за отповикување за распуштање на собранието, неопходно е да се обезбеди парламентарно мнозинство од 62 пратеника и тоа би одело доста тешко, така што сите опции се во можност. Студио? Само, Јуле, каква е атмосферата во собранието? Има ли пратеници и токму за ова последното што го кажа 62 пратеника, дали веќе има одредени калкулации кој се би можел да гласа за нераспуштање на парламентот? Дали ВМРО може да ги обезбеди?
Да, пратениците се овде бидејќи пред малку само што заврши и собраниската седница на која што се носеа голем број закони од технички карактер. Пратениците се овде, го чекаат повикот од партиите, меѓутоа останува неизвестно, се зависи од лидерите на политичките партии како тие ќе се договорат, за каква опција ќе се одлучат. Во секој случај и едната и другата опција ќе има незадоволни и од едната и од другата страна без оглед на исходот. Ние остануваме овде во собранието во очекување на седница на парламентот. Благодарам, Јуле. Да, како што кажете, останува во парламентот. Она што е известно е веројатно дека ќе почне седницата тогаш кога ќе завршат преговорите со Груевски. Она што е неизвестно е дали ќе се обезбеди парламентарно мнозинство. Меѓутоа, оваа вест што ја кажа мојата колешка, СДСМ не се сложува сега да стави параф на нешто кај што ќе има датум. Едно што би се рекло народски се изгоре, стави подпис дека на 24 април се сложува за избори, па сега еве бараше начини како тоа да ги одложи. Како ова го коментирате? Па мислам дека треба да има на поголемо разбирање. Согласувам со колегите дека сега не ги знаеме мотивите баш точно зошто албанските партии денеска ја поднесоа таа иницијатива. Веројатно има корелација со нивната посета во америчката амбасада, но дека тоа е добра иницијатива која што може да ја помогне на државата да се консолидира и барем за момент да не запаѓа во некоја драма, тоа е сигурно така. Нисам сега на потек се двете партии од македонската страна, Груевски да покаже малку разбирање. Добро, тој може да рече сакам на 5 јуни, ама СДСМ сега не има да сака да подпише. Треба да има разбирање од двете страни, како и од Груевски, така и од Заев. Не може и СДСМ да ги во бесконечност, како што се некои претпоставки да ги одложува изборите за да биде дел од владата. Мислам дека јалова е партиципацијата на СДСМ во таа влада. Цело време министрите или дополнителните заменици министри добро џипче мобилно дојде до џипче мобилно. Па прв ден тоа, Спасовски прв ден тоа се разема. Божиновски па другиве се на власт 10 години, па повеќе и од џипче и мобилно. Груевски не сака да замени џипче мобилно плацеви чуда. Не, молим те, мислам банални се тие работи. Не знам ја. Треба да има поголемо разбирање и кај двете политички партии да се најдат некаде на средини да направат компромис, се додека трае оваа поларизација и анимозитет помеѓу нив, циркусот ќе продолжи и тоа ќе оди на штета на целата држава и на сите граѓани. СДСМ мислам дека во право сте во што викате дека се изгори, сега и постои една голема недоверба и се плашат дека ако претпоставувам дека ако се обврзат на нов датум, а досега праксата покажува дека Груевски ВМРО не го почитува тоа, туку се и обструираат во смисла на спроведување на политичките критериуми, одвојување на партија држава, да имате во оценката од меѓународниот фактор, вика има кредибилни потврдени извештаи дека јавните институции повторно работат во корист на партиите, дека се заплашуваат гласачи, во јавната администрација се прават списоци, се додека таа на таква ситуација и тоа не се подобри, заедно со пречистување на избирачки список и подобрување на ситуацијата со медиумските слободи, ќе биде тешко на опозицијата, ама треба да се надмине себе си и да најдат некаков компромис. Сепак се работи за доброто на државата и тие малку луѓе, не се веќе 2 милион кои се останати во Македонија. Божиновски, се примешавте нели тука дека дали ќе остане СДСМ или нема да остане во оваа техничка влада, од друга страна пак и самиот Емил Димитриев вели оваа техничка влада не е таа што треба да биде, го бара Груевски. Може ќе побара и Јанкуловски и Јанакиевски да се вратат во владата и да си тера се по старо. Види, во принцип техничката влада, целта на техничката влада беше да организира избори. Така да ако сега веќе ги немаме тие избори, тогаш нема ни потреба од неа. Затоа ја провизорно го кажав датумот да се уштеди нешто со локалните избори 2017. Тие може да видат и 2018 и 2017 на почетокот. Кога ќе се договорат тогаш, но не може да функционира техничката влада тогаш е тоа. На 2 месеци од кога ќе се договорат, нели, потребни се 2 месеци за избори. Па ќе се формира техничка влада, се испочитува, нели, овој договор што беше и нема никаков проблем, може да се организираат избори. Друга е проблемот. Проблемот е тоа што од 2 јуни, кога се договори датумот 24 април, веднаш почнаа луѓето околу Заев гласно да протестираат против како тоа датум е договорено, зашто датум, и едноставно тогаш се почна оној план да се минира 24 април. И на сите тоа ни е јасно. Јас во септември мислам дека токму овде имав таа изјава дека Заев ќе направи се да се одложат изборите во септември, сега сме февруари.
Значи, провидно е. Така и сега се бара пролонгирање без датум. Што значи тоа? Пази, никаде го нема. Добро, ЗАЕФ е наставот во било која фаза процесот може да прекине доколку не се исполнат условите. Тоа им беше... Види, треба да се исполнат условите. Но мене една работа ме интересира. Кај стоеше тоа као услов дека треба да се донесе закон за телевизија? Каде стоеше тоа као услов? Да се регулира... Ама дека треба нов закон да се донесе за телевизија? Не. Извини, друга работа. Од утре, значи ако си беше све кој што треба или ако биде све, не знаеме дали ќе се одложат или не, во принцип стартува и уствари некои одредби се веќе почнати за како треба медиумите да се однесуваат пред изборно. Така да тој закон немаше да важи до изборите. Тој требаше да важи после изборите. Видете сега една работа Божиновска, не ќе да спорам, ама како медиум морам да кажам. Добро. Да се создаваат услови пред изборите. Значи ако вие имате кампања од одредени медиуми цело време во прилог на одредена политичка партија, тогаш не може да бидат создадени услови на зарамноправност во медиумите. А ние сме сведоци на такво нешто. Треба да се создаде. Значи не зборуваме само за време на избори, туку зборуваме и пред изборите. Од тука покрена таа иницијатива да се регулира медиумскиот простор. Треба да се регулира. Сега проблемот е што никој не ќе да се откаже од тоа, од контролата на медиумите. И контролата на медиумите е проблем. Така да мислам дека не сте во право со тезата на ВМРО, дека само за време на избори треба да бидат регулирани медиумите. Ја не реков дека треба само за време. Ја реков дека можеше законот дискусијата да продолжи по изборите. Тоа го кажам. Да, меѓутоа не си фер на играч на преварот. Немаш фер услови. Нема фер услови, нема фер надпревар. Значи, фер надпревар. Извини, ама она што го предложи СДСМ како закон за медиуми беше од типот на нешто изваделе од нацистичка Германија или Советскиот сојуз. Не, на крај се согласија со предлозите на... Ајде да не западне оваа дебата само за медиуми. Добре, не бе добро. Да не согласија со предлозите на добро беше, одличен беше законот. Да имаат право да номинираат човек. Ама вие ретерирате, се враќате назад. Се согласија на крајот со предлогот на меѓународна заедница. Сега. Не се враќате толку назад. Сега, уште една работа. Околу ДИК. ДИК требаше, значи Државна изборна комисија требаше да почне со работа. Сите се повикуваат на ДИК. СДСМ вели дека Државна изборна комисија треба да каже кога ќе има избори. Меѓународна заедница се повикува на ДИК дека они немале време да сработат тоа што треба да сработат. 3 дена никој не може да ги најде овие од ДИК. Не ви е тоа малку чудно? Во однос на... Како бе да што е тука чудно? Што е тука чудно? Што е тука чудно? Нема добиено податоците за да ги вкрстат. Извини, Државна изборна комисија треба да излезе и да даде став. Ги имаат сите податоци добиени. Кога ги добие? Како кога ги добиле? Значи се работи има по избирачкиот список има 1.700.800.000 гласачи. Сите податоци се добиени, бе. Ти е верно дека во Македонија има 1.700.800.000 гласачи? Дека со во Македонија сите имиграција што ја имаме последните 10-15 години. Чекај. Значи ДИК ги добива податоците, прво не знаеме какви податоци добиле. Не меше луѓе со право, значи нема. Значи тие се полнолетни, ако имаат право на глас. Ама мешаш основни поеми како? Основни поеми мешаш. Ти си два луѓе или еден си? Значи ти можеш ако да имаш... Ако си полнолетен имаш право на глас или си во Македонија или си Ти си сега привремено надвор, така? Така. И треба да те трнат од тука. Не треба да ме трнат, ама треба. Епа што тогаш? Ама треба да се има предвид кои се тука гласат, некои имаат регулирано, престои не се тука, ме разбираш? Ама ти дали ме разбираш? Кој кога ќе се исели од Македонија се одјавува? Кажи ми колку луѓе се одјавуваат. Ама треба да се провери, тој треба да се има една јасна слика. Па ете ги податоците ќе се проверат, тоа ти кажува. Има податоци за нелегално издавање на лични карти за луѓе кои што гласале по 2-3 пати. Аферата кој излезе дека ја направила СДСМ? Не знам кој ја направил, освен специјално отјавен обвинител ги повика на распит по ранешните Чауш, Заев, јавување, па сега да не. Мислам дека не дојдов тука да зборувам со тебе како некој што представува ВМРО ДПМН. Не, па се трудам да зборувам од позиција на СДСМ, се трудам да бидам објективен. Добро, специјално специјалната јавна обвинителка покрена истрага и ги викна на распит Миле Јанакиевски, Гордана Јанкуловска, Кирил Божиновски, сите се тие поранешни функционери на ВМРО ДПМН на власт, поврзани со кривична истрага, така, за предизвикани изборни манипулации. Не викнаа други. Сега не знам дали се тие луѓе виновни или не се. Би сакал да се почитува правната процедура и секој во оваа држава да има право на презумција на невиност, ама постапката е отворена против нив. Она што го слушнавме во преслушуваните разговори, нив ги инкриминира.
Не ги инкриминира Кога другите. ќе 10 години се Да, ВМРО да, уште оваа реплика Кога Божиновски за да ги заврши- вклучиме 10 Антони години Мехмедов. се ВМРО ДПМН власт и сега ти седиш тука и тврдиш дека СДСМ правиле 100.000 фалсификатни карти. Така излезе. Извини, не, друго беше поентата. Како може да има 1.700.000 гласачи? Никој не може да те трне од список ако ти не се одјавиш. А во Македонија секој кој што се иселува, значи не секој, него 99% тие што се иселуваат не се одјавуваат. Така да ти си државјанин на оваа држава и никој не смее да те тргне. Колку гласачи има во Тие се Хрватска, враќаат бе, Дане? сите тука да Колку гласаат? гласачи има Добро, во да не Хрватска? разглавиме на избирачкиот Еве, список. Извини, Суштината работеше, на проблемот е истражуваше во избирачки Хрватска. список. Колку гласачи има во Хрватска? Овака, добро, само една работа, Само- да не се ама испрашувате прашав. се ако на испит. Ма Една прашав. работа е суштинска што ја каже исто Сега. така Талески. Во однос еве на сето ова и кога ќе се одржат или изборите или не. Директно прашање, тактизира ли ВМРО ДПМН за да не се остави доволно простор да се натрупат уште многу пријави од страна на специјалното обвинителство кое може да им влијае негативно на рейтингот. Ако ги викнале Гордана Јанакиевски слично, после да ги викаат Груевски, Мијалков и останатите. Жане, значи до сега ако не им влијаеше, мислам дека нема никаква потреба. Сметам дека тоа воопшто не игрува. Друг е проблемот. Проблемот е дека до сега се одеше многу на попуштање. Секогаш кога требаше некој да попушти во изминативе година дена, секогаш странците притискаат најмногу кон ВМРО ДПМН. Да се разбере. Добро, веројатно имале причина за тоа. Причината е зашто немаат што да изгубат, овие немаат што да изгубат. Тоа е причината, основна. Јас се слагам дека ниту едните се во право, ниту другите се во право, дека треба да се најдеме во средина некаде. Ама проблемот е кај е таа средина. Еве, ако сте вие, да кажеме, представник на ВМРО ДПМН, сте се договориле за избори на 24 април, и сега се помисли за 5 јуни, што ви гарантира дека пак Заев нема да излезе некаде во март и да каже сега и 5 јуни не ми одговара? Мехмеди, што мислите за дебатава се развива околу избирачкиот список, меѓутоа многу работи остана отворени во ова јавување на колешката за парламентарно мнозинство. Тоа прашање исто така ме интересира. Дали е можно 62 пратеника да му изгласаат распуштање? Дали е можно ДОИДП да гласат заедно со СДСМ и тоа да се случи? Тоа се хипотетички, мислам. Дали се плаши ВМРО исто е ова што реков и вие што мислите? За мене поважно ова што го слушавме сега последниве минути околу самата материјална расправа околу исполнување или неисполнување на договорот. Ако така се продолжи, јас сум убеден дека нема никогаш да се постигне некаков договор, во исто време двете страни да се согласат за нешто. Било да се работи за датум, било да се работи за тоа дали е избирачкиот список како што треба или дали се медиумите уредени како што треба, бидејќи очигледно дека се работи за голема спротивставеност и бесконечна недоверба. Значи, кога се ова што се Меѓутоа, ако нема услови, тогаш ќе бидеме и ние заробеници на нивните Кои се услови? преговори, како што сме веќе 6 и повеќе месеци. Кој може да ги утвори условите така да секој да биде убеден дека тогаш се исполнити или тогаш не се исполнити. Тоа е субјективно. Значи, мора да има една рамка, мора да има еден почеток и еден крај. Ако се оди да нема датум воопшто, добро, тоа ќе дојде 2018 кога се редовните избори и ВМРО може да каже дека уште малце ние да ги средиме уште некои работи. Добро, СДС сега не потпишува датум, не е проблемот кај ВМРО со датумот. Во моментов зборам. Сега СДС па тогаш може би ВМРО нема да сака. Кажи хипотетички. До 2022 да рече да продолжиме да ја зајакнеме државата, избирачки список ќе го направиме на нула, да нема ни еден незапишан и тогаш ќе одиме на избори. Мислам, ова карикирам затоа што така ми звучи ова дебата околу тоа кога се исполнити, не се исполнити. Меѓународната заедница и они се свесни, они имаат избори во своите држави и они знаат дека не постои идеален избирачки список. Пред некој ден видов една емисија дека во една америчка држава 500.000 граѓани немаат документи кои што ќе има возможност да гласаат. И никој не се возбудува тоа. Ама дали од другата политичка партија има инкриминации и сомнежи дека тоа би било злоупотребено? И што би се случило ако дури еден што би се случило дури ако еден глас е злоупотребен? Јас си повторам случајот со Ал Гор. Ал Гор рече да, јас сум несреќен затоа што добив највеќе гласови, меѓутоа за мене е поважна државата. Ама не е поважна државата, другиот таму избирачкиот систем. Бројот на популарно добијани гласови има електорал коледж, кој што ги детерминира кој ги добил државите. Ја не сакам да полемизирам.
Не, ама Не, ги нема никаков релативизирате, интерес. сега зборувате дека во Америка има предизборни манипулации, сакам- дека исто е затоа и реков во манипулации. Македонија. Нема идеален избирачки список. И сигурен сум дека сите го знаат тоа. Како што го знае СДС и ВМРО и ДУИ ДП. Зборот ми е дека ако продолжи оваа ситуација, мислам дека ќе западнеме во подлабоки кризи. И треба еднаш да се стави крај. Никој нема да биде крајно задоволен од све што ќе се случува. И мислам дека треба да седнат, односно некој очигледно повторно треба да Па ги седне. меѓународната заедница е до сега тие што Да, треба да- ги седнува и седнува. Да, Никога. треба За да да се оценува. стави една Така. точка, затоа што мислам станува дегутантно, сега ние се расправаме дали е точно 700 милиони 788, дали треба да има милиони 200, тоа е бесконечна дискусија. Имер? Па добро, сега битно е тоа што меѓународниот фактор со посетата на Бејли во седиштето на ВМРО ДПМН, јас ова го разбирам како многу добар гест и луѓето од ВМРО ДПМН кои цело време на некој начин се жалат, нели, дека ги дискриминираат, меѓународна заедница ги дискриминира, го држи страната. Јас не го делам тоа мислење, мислам дека меѓународна заедница прави големи напори. Од целата ова ситуација државата Република Македонија да излезе победник. Без оглед дали ќе губи нешто ВМРО ДПМН, дали ќе губи СДСМ, ДУИ и така натаму. Мислам дека и разговорот тука, дебатата што ја имаме, јас доаѓам до заклучок дека формално правно решење во ваква атмосфера создадена на екстремна недоверба и исклучивост на сето тоа што не е моје размислување, најмногу ни е потребен меѓународниот фактор. Видите, мора да бидеме искрени. Колку да сме ние горди, се чудам нешто на што сме тоа толку многу горди, ние имаме потреба за меѓународен не протекторат војнички, туку протекторат цивилен. Затоа што докажуваме дека Индиректен, ајде да речеме. Добро, може Да, терминолошки ние може да се договориме, но имаме потреба за протекторат кој ќе ни каже каде треба да се движиме. Затоа што затворањето во самите себе како политички партии ги знаеме условите во окружението што донесе. Изолација и самоуништување на сами тие народи. И јас не би сакал, зашто јас сум државјанин на оваа држава, тоа да ми се случи. Значи, соработката со меѓународна заедница е прв услов ние да одиме таму кај што сме трнали. А си цело време зборуваме за Европска унија, за европски вредности, за НАТО и така натаму. Значи, не можеме да бидеме војводи. Да, меѓутоа од една страна, извинете само пред да го Тоа да видиме што рекол меѓународниот фактор. Логичкиот принцип. Меѓутоа, видите, позицијата на власта, еве на ВМРО е дека ние сакаме да се вклучиме во ЕУ и НАТО, а од друга страна има несогласување токму со американскиот амбасадор, со препораките од меѓународната заедница и тоа не дава многу надеж кај граѓаните дека одиме во позитивна насока. Реално, диктат на една држава не смее никој да му направи. Јас со заложбите на, особено на Соединените Американски држави, јас ова не го гледам како диктат, туку како помош ние да се освестиме дека начинот на владење внатре не е принцип на владење надвор, како вредности на Европска унија. Мора да признаеме, многу елементи кажуваат на тоа дека ние се однесуваме тука како племиња. А племињата немаат свест за држава, туку имаат само за својот дел. Да, очигледно многу нерви има представниците на меѓународната заедница со нас. Ја вклучувам во моментов колишката Сања Васич, која ја следеше и оние сите контакти што ги има представниците на меѓународната заедница кои што се и вечерва во Македонија со лидерите на партиите. Последно беше дека амбасадорот Бејли е во ВМРО ДПМН да разговара со лидерот на оваа партија Никола Груевски. Меѓутоа, дали има исход од оваа средба, дали излегува од таму Сања и дали некој воопшто ви даде изјава или брифинг?
Па, амбасадорот Бели се уште е во седиштето на ВМРО ДПМН, но дали се среќава со лидерот Никола Груевски или со некој друг, за сега немаме никакви информации. Тројцата пак европарламентарци, Ховид, Вајгл и Кукан ги завршија своите средби. Ниту тие не се сретнаа со Груевски. Тие во ВМРО ДПМН имале средба со Никола Тодоров и со уште неколку представници на партијата, но не и со лидерот, ниту пак им било кажано каде е тој. По сите средби, со останатите тројца лидери на политичките партии, тие не излегоа на пресконференција, иако беше нешто такво најавувано, ниту дадоа изјава, рекоа дека ќе пратат само писмено соопштение. Јас разговара по телефон со Иво Вајгл, кој кусо ми рече дека резултатот од сите овие средби е што сите 4 политички партии и нивните раководства сега имаат голема шанса да постигнат компромис, дека европската иднина на Македонија е во нивни раце. Значи, ништо конкретно. Ниту пак спомена дека се договарал нов датум за избори, вели токму тоа треба да го договорат 4 партии. Сања, овака некако излегува индиректно дека Груевски како да не сакал да се состане ниту со Вајгл, Ховид, ниту со Бейли. Дали воопшто има некоја причина зошто тој не се состанува? Дали ви е нешто кажано? Тие не сака да кажат во ниту еден момент дали била одбиена средба, бидејќи утрово во нивната агенда, која и самата ја видов, стоеше средба со Никола Груевски, закажана со 17:30 часот. Меѓутоа не кажа дали била одбиена, што се случувало во меѓувреме. Велам, не се знае ни амбасадорот Бели со кого во моментов разговара. Меѓутоа, факт е, после целиот ден, дека постои интензивна комуникација. Лидерот на Дуј Али Ахмети и самиот кажа, нема директни контакти меѓу четворицата лидери, меѓутоа има контакти преку меѓународната заедница која е посредник. Значи сите тие се инволвирани. Четворицата пратеници остануваат вечерва и кажа дека се на располагање на партиите доколку дојде до момент на договор, тие стојат на располагање повторно да посредуваат и да контактираат меѓу нив. Благодарам, Сања. Предлагам, можеби е подобро нашата екипа, односно ти заедно со снимателот, да отидете пред ВМРО ДПМН доколку излезе Бейли со одреден став, затоа што навистина е неблагодарно во моментов да предвидуваме ништо, а ние новинарите можеме само да чекаме некој да сочекаме случајно да не ни даде изјава. Останува оваа информација што ја кажа Сања, дека ќе се чека писмото. Јас само морам да ги најавам рекламите, ако сте 30 секунди краток, добро, ако не... Многу кратко. Варијантата да се соберат гласачи од партиите, било кои партии, на 61 пратеник, мислам дека ќе замени еден проблем со еден друг поголем проблем. Значи, решението мора да биде политичко, а не формално правно со гласање во собранието да се распушти парламентот или да не се распушти парламентот. Практично еден проблем го заменуваме со еден друг проблем. Ова го оставам за мене не е да варијанта. Дискутираме по рекламите затоа што тоа ќе ми биде и завршното прашање дали Македонија може да влезе во една друга криза, а тоа е некој да почне да протестира од вечерва на улици што ќе биде незадоволен од одреден одлука. Пауза кратка за реклами и се враќаме во завршница. Последните информации се дека Бели се уште е во ВМРО ДПМН. Прашање со кога разговара, рече мојата колешка Сања, затоа што не се сретна со Ховид и со Вајгл Никола Груевски, а тој не дојде ниту на онаа средба која беше во неделата со Бели, така да навистина е неизвестно. Меѓутоа, еве за крај, во целава неизвестност, ние не можеме заклучок очигледно да најдеме. Меѓутоа, еве Божиновски, неколку опции разговаравме дека се во оптек. Ако Груевски навистина вака излегува дека ги бойкотира сите од меѓународна заедница, до кај може да оди сам на избори, сам во собрание да го распушти? Видиш, сам не е за сам, значи не е за сам. Ако сакаше некој да иде сам, тогаш немаше да има ни договор од пржина, ни да се почитуваат оние заклучоци кои што беа донесени, ако беше за сам. Значи не сака никој да оди сам некаде. Него едноставно, она што е договорено треба да се испочитува. Еве каде е проблемот.
Договорено беше дека ќе има избори на 24 април. Добро, меѓутоа еве сега е договорено дека нема да има избори на 24 април. Сега да не се враќаме Што повлекува тоа? Не се враќаме. Што повлекува тоа? Тоа значи дека ако е договорено 100 дена пред избори премиерот да си даде оставка, значи он си даде оставка. Ако изборите сега се поместуваат, тогаш све се поместува. Министрите кои што беа технички исто така на 6 месеци нели пред изборите, така да едноставно ја за тоа го давав предлогот. Во ред, нема проблем, јас се согласувам, ако треба да се дискутира дополнително, ако треба да се реши уште нешто, ако не се знае... да се врати Груевски како премиер и владата во полн состав неговата. Само да ви прашам, ако не се случува, може да има криза, вечерва може да се собере народ пред собрание во знак на протест? Види, ако не се распушти парламентот? Види, значи, во принцип, искрено не посакувам и не предвидувам такво сценарио. Јас верувам дека може да дојде и сакам да дојде до некаков договор, но договор кој што ќе се почитува. Ако веќе нема доволно време, затоа што, пазете, и ДУИ беа конструктивни, па дури и странците беа конструктивни ако се навратиме на оние предлози кои што излегоа, дали беа дел шпекулации, дел вистина и така натаму, кога беше Хантук. Во ред, ако 24 април е рано, дај тогаш да го поместиме колку време треба, еве на 5 јуни. Нема на 5 јуни, Дик треба да каже. Добро, вие сте за конструктивен договор, се надевате се уште дека може. Јас се, ама веди, за да има конструктивен договор, треба да се сите конструктивни. Не може да се направи конструктивен договор ако Заев излегува и каже јас сакам да се одложат изборите, не знам до кога. А воопшто не ја спомена техничката влада. Да не се натегаме околу конструктивноста, очигледно вечерва и некои други се неконструктивна. Мехмети, што мислите вие? Ова не влева надеж, што го слушнавме последно, дека нешто конструктивно може да се случи. Како прво мислам дека во оваа ситуација не може да има никакво долготрајно или нормално решение без согласност на сите овие главни актери. И вклучувајќи и ВМРО, иако слушнавме дека видовме денове дека она одбива да се среќава, да се појавува на овие среди со представници на меѓународната заедница, сепак мислам дека ќе биде неопходно да се најде начин, верувам тоа дека го прават веќе гостите од Европската комисија, односно Европска унија и особено амбасадоров американски кои се американскиот амбасадор што е во седиште на ВМРО, да се најде начин да се смират работите, затоа што ако се оди на она што предмалку го говоревме да се направи некое ново мнозинство, тоа не е никаков проблем, но во оваа ситуација мислам дека може да биде проблем. И затоа, кога е веќе толку неелектризирана ситуацијата, како што сите ние тврдевме на еден или друг начин дека треба и СДСМ првенствено да биде задоволен до ова што ќе се понуди како решение, во оваа ситуација сега, кога практично договорот од пржина е раскинат на некој начин, затоа што изборите нема да бидат на 24-ти, веројатно нема да бидат, се уште не знаеме. Во тој случај мислам дека не треба да се рискира да се притисне ВМРО до зидот, бидејќи ВМРО сакали или нечеле да признаеме, силна партија, има голем број поддржувачи и ако се притисне до зид може да има и лоши реакции. Контраефект кој што нема да биде во прилог на никого. Ако зборуваме за некоја нормализација на состојбите во земјава, зборуваме за Европска унија, за НАТО интеграција и така натаму, доколку влеземе во ваква нова криза во овој момент, кога толку се и суетите засегнати, значи личните суети, гледаме каков речник користат особено СДС и ВМРО, во таква ситуација може да има многу силни ефекти. И мислам дека ова и ДУИ и ДПА, ја не верувам дека се многу среќни што мора да ретирираат од своите ставови, меѓутоа мислам дека мора да балансираат, се понудија да бидат како добар пример да се спушти топката, затоа што очигледно, иако ние не знаеме толку многу, мислам дека е очигледно за нив дека се работи за потенцијална криза, која што може да има поголеми последици. Имер, што мислите вие? Па сега во склоп на целата овој мултиколорит на формално правни, конституционални и политички димензии останува надежда. Што и да кажеш, на крајот може да изгледа дека си погрешил. Затоа што
мислам дека од целата ова ситуација формално правна, конституционална разврска нема, затоа што низ години наназад практично и тоа што е најсигурно и тоа што е најнедискутабилно стана дискутабилно и стана релевантно. Тоа е законот и уставот и законите на ова држава. Значи, ако почнуваш како општество да контестираш тоа што воопшто не смее да биде целна дебата, а тоа низ години наназад се дебатираше и за устав и за закон, се релативизира. Меѓутоа е сега ситуацијата за вечерва ве прашувам. Со оглед на песимистичките вести. Добро, за мене не е песимистичка вест дека господинот Бејли не се среќа. Ние не знаеме точно. Битно е што ќе се договора така. Важно е, не е битно кој ќе учествува. Битно е од ова ситуација да се најде решение. Тоа решение нема да биде формално правда. Во тоа сигурен сум. Имајќи ги во предвид сите околности и тоа што го слушаме сега во оваа емисија, ќе има политичко решение и тоа да не биде со датуми, затоа што создава дополнителна тензија. Затоа што сите страни се на некој начин немаат доверба една во друга. И кога ставуваш датум, како што ти кажав преска, и двете страни, и трите, и четири страни калкулираат како да обструираат. Колегата ме Ахметоваш дека ВМРО ако се притисне да не излезе некоја друга криза, и тоа ми беше и мене исто дилемата, ако вечерва се случи или не се случи распуштање. Ние во криза сме веќе. Значи, со самото тоа што ВМРО е сама на некој начин, ако ги гледаме имаме во предвид четири политички главни политички партии на Република Македонија, пресијата во било која институција, било тоа индивидуална амбасада, држава и така натаму, врз ВМРО ДПМН, во ова ситуација може да биде голем проблем и сериозен проблем. Затоа што не смееме да заборавиме дека сите работи и договорот од јуни-јули се постигнаа со договор со меѓународна договор, значи сите договори беа консензуални. Сега е ситуацијата уште подраматична и сега ни треба многу повеќе консензуалност во сите чинители. Без оглед, јас останувам оптимист, нели? Драго ми, и така сакам да завршите. Немам некои големи аргументи за оптимизам, но ќе останам по природа оптимист, не знам што. Да, не, за крај, за крај јас ќе разбијам на почеток, ќе завршам оптимистично, ама ќе го разбијам оптимизам не се базира на ништо освен на нашето најдобри желби, се да биде добро. Вестите кажуваат дека Груевски во рововска позиција одбива да се сретне веќе извесен период со представници на меѓународната заедница и многу поблиску сме на полнок да се ефектуира одлуката за распуштање на парламентот отколку да се преиначи таа. Тоа значи дека на 24 април ќе има избори на кои што не знаеме кој ќе учествува, ВМРО веројатно ќе учествува, не знаеме дали некој друг ќе учествува. Тоа ќе ја внесе Македонија на многу голема, огромна криза и политичка, понатамошно рушење на демократскиот амбиент и легитимитетот на сите институција, веројатно и безбедносна. Не толку ова што ќе се случи вечерва и како ќе заврши, туку последицата и после тоа што ќе се случи до 24 април и после тоа. Се согласувам дека има уште неколку сати тоа да се промени. Ако се промени, ако не, ќе видиме како се понатаму одвиваат работите. Веројатно ќе биде потребно поголема инволвираност од меѓународната заедница, многу поголема кооперативност на сите политички партии. Мене ми е чудно овде да слушам на крајов од дискусија после 10 години владење на Груевски и на ВМРО ДПМН на едно нахално и авторитарно владење, дека сега тие не треба нешто многу да се притискаат, ба дека малтене веќе се жртва, кога најголем дел од политичките противници во Република Македонија и ги жртвуваа и има огромни злоупотреби на власта и го кажа класичен систем на коруптивно владење, но се согласувам дека тие се важна политичка партија во Македонија која представува значителен број на гласачи и дека е суштински важно да бидат вклучени во разрешувањето на оваа политичка криза. За крај, оптимизмот и една покана за утре има во 10:30, почнувајќи од 10:30 во кино Фросинен на дискусија за тоа како може да се подобри системот на демократски спреги и кочници во Република Македонија, како може да се дојде до подобро функционирање на собранието и како може да се подобри судската контрола врз извршната власт од страна на Институтот за европски политики. Мислам дека таму ќе излезат и ќе бидат презентирани многу конструктивни и квалитетни предлози за како да се
системски подобрат работите, а ова дневно политичка криза да се изменаџира и да се заврши добро, ќе биде многу повеќе потребно на дискусија овде вечера меѓу нас четворица. Ви благодарам на сите што вечера учествувавте во дебатата, која ви кажав и на почетокот е неблагодарно да прогнозирате во ситуација кога немаме вести од теренот, што би се рекло. Меѓутоа, сепак оваа дискусија ќе допринесе кон тоа да можеби да се подигне малце свест кај оние што треба да одлучуваат. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Нашите репортери остануваат на терен, тоа значи дека колешката Јуле е во собранието и чека да се закаже седницата од страна на спикерот Рајко Велјановски за да се види на до полнок дали ќе се распушти парламентот или не. Сања Васич останува да ги следи мисиите на амбасадорот на САД Бели, кој е во седиштето на ВМРО ДПМН, за кои се уште не знаеме со кого точно разговара, за да видиме на крај каков ќе биде исходот и што ќе биде одлуката на ВМРО ДПМН и дали ќе се постигне консензус за нов изборен датум или не. Останува, ноќта е пред нас, па да следиме што ќе се случи. Останете на програмата на ТВ, имате пријатна вечер.